Втора плоча. Енкиду прагот на храмот го пречекори и на улицата стапна. Народот се зачуди штом човекот од степата го виде. Неговото силно тело, сите силни во градот ги надминуваше. Како бранови му се спушташе долгата брада и коса. Јунакот од бреговите на Ану во градот дојде. Јунакот од Урук патот во својата куќа му го препречува. Сета војска се собра и против него настапува, но страшниот поглед негов ги одбива. Пред чудесната појава народот се поклонува. Пред нозете му паѓа и трепери како дете. Како на Бог, на Гилгамеш со килими во храмот постелата му е послана. Кралот со божицата Иштар да се соедини, божицата на плодноста. Гилгамеш од својот дворец излегува и се приближува. Енкиду на дверите од храмот стои и да влезе го спречува. Како два борача во костат се фаќаат на влезот од светата куќа и по улиците се борат. Како војска Енкиду над великиот пастир лежи, тогаш овој го стисна како жена, го подигна и пред нозете на мајка си го фрли. Со восхид народот во Гилгамеш гледа. Со срдит очај Енкиду на него вика. Замрсена и бушава е косата на моќната глава. Енкиду се исправи и бил противникот погледна. Мрачно лицето му стана, истушен поглед му беше. Рацете изморени на колковите му паднаа. Очите со солзи му се наполнија. Ришат, господарката и мајка, за раце го фати. Ти син си мој, денеска те родив. Твоја мајка сум, а овој брат ти е. Енкиду устата ја отвори и да Ришат и рече. Мајко, јас во борба брата си го најдов. Гилгамеш му рече. Ти пријател мој си, во борбата заедно ќе сме. За да ги заштити кедровите во далечината на гората, на боговите, на луѓето за страв, Бел за чувар Хумбаба го постави. Гласот му е како завивање на луња. Од здивот негов дрвјето трепери. Секој во планината кедрова штом влезе, од страшниот чувар се плаши. Кој до светите стебла ќе се доближи, со сето тело трепери. Гилгамеш на Енкиду му рече. Хумбаба, чуварот на кедровата гора, богот Шамаш го навреди, судијата на духовите и луѓето. Како чувар на светите кедрови, ништо и никого не почитува. Од гората излегува луѓето да ги плаши. Од него дрвјето рика каков бура. Го убива секој што ќе му се приближи, и силниот неговата рака го убива. Моето срце бара страшниот да го пронајдам и да го совладам. Пријателе, ние нема во Урук безделно да мируваме. Во храмот на Иштар деца не ќе раѓаме. По дела јуначки ќе тргнеме, со тебе пак по степата ќе ловам. Енкиду на својот пријател Гилгамеш му рече. Без друго страшен е тој Хумбаба. Кај кого одиме? Велиш, силен е и јак, и ние треба со него да се бориме. Гилгамеш на Енкиду му рече. Пријателе, ајде заедно да одиме до светиот Кедар. Против Хумбаба заедно ќе се бориме, ќе го убиеме тој непријател на боговите и луѓето.